Во избирачкиот список, кој од денеска е ставен на јавен увид, се евидентирани вкупно 1.816.127 гласачи во Република Македонија. Во оваа бројка остануваат невнесени 11.346 граѓани. Ова го соопшти Државната изборна комисија, која го разгледуваше извештајот за утврдување на состојбата со избирачкиот список за негово ставање на јавен увид во функција на одржување на локалните избори на 15 октомври годинава. Најголемиот број од лицата кои не се внесени во списокот, или 7017, немаат живеалишта. Дел се избришени од подрачните одделенија по основ на смрт, 1418 лица се нераспределени, а на 672 лица им е регистрирано поништено живеалиште. Како причини зошто овие лица ги нема во списокот се наведуваат и од земената деловна способност, отпуст од државјанство или избришани со акција за бришење. И во рамките на општина Кочани, Виница, Зрновци и Чешиново Блешево, како и во другите 4 општини во источниот дел на државата, списокот од денеска е на увид на граѓаните кои можат да ги пријават сите промени или едноставно да се уверат дека ги има на него. Од денес, 21 август 2017 година, во Државна изборна комисија, во сите подрачни одделенија и канцелариите во негов состав, започна јавниот увид во избирачкиот список, каде што граѓаните можат да направат слободно секој ден увид во списокот за своите податоци. Значи, од 21.8 до 9.9 до 9 септември трае јавниот увид и сите промени кои што граѓаните можат да ги направат во подрачните одделенија и канцелариите. Дали се работи за упис, дали се работи за промена во избирачкиот список, за бришење. Во склоп на подрачно одделение Кочани работат канцелариите во следните општини: Чешиново Облешево, општина Зрновци, општина Виница, општина Македонска Каменица, општина Делчево, општина Берово и општина Пехчево. Хаджипунова истакнува дека од денеска тече рокот за пријавување независни кандидати за градоначалници и за листи на советници, кој завршува на 4 септември. Паралелно од денеска до 4 септември трае и постапката за собирање потписи на независни кандидати за градоначалници и независни кандидати за советнички листи. Се уште до подрачно одделение за општина Кочани немаме поднесено денеска, значи е прв ден, немаме поднесено вакви независни листи, меѓутоа од денеска почнува рокот и трае до 4 септември. Презентираните бројки не се и конечна форма на избирачкиот список, бидејќи можат да се пријават нови лица, да има ново запишување или бришење поради смрт.